Добре дојдовте на подкастот Балкански перспективи, организиран од МОВ и Пропис Македонија. Përshëndetje, mirë se erdhët në Perspektiva Ballkanike. Јас сум Славица од Сдружение за развој и активизам Аква Струга. Dhe unë jam Vesa Ziba Rizvani dhe ne të dyja vim nga Struga. Ние двете, како што кажа Беса, доаѓаме од Струга и денес во подкастот ќе зборуваме за образованието, формалното и неформалното образование. Një gjë shumë e rëndësishme apo jo? Jo gjithmonë ne I përkushtojmë rëndësi arsimit jo formal. Така, имаме и двете искуство и во формалното и неформалното образование, меѓутоа овој подкаст би сакале да го започнеме со нашето искуство. Edhe pse një rëndësi shumë e veçantë I jepet arsimit formal, normalisht rëndësia më e madhe I përkushtohet arsimit formal, ne dim që për ne, pikërisht për ne të dyja, mirë po edhe për shumë njerëz që ne të dyja I njohim, arsimi jo formal ka pas një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë, por edhe në zhvillimin ton profesional edhe personal. И како што нагласи Беса, неформалното образование има многу големо влијание, поголемо од формалното, посебно во нашата приказна. Затоа што ние двете се запознавме токму во еден проект од неформално образование, по јоцаци. Po, ashtu është. Neve kemi mbaruar me shoqëri në një organizata me bashkëpunim. Супер, затоа што me неформалното образование никогаш не ми дозволи да направам некоја другарка од друга етничка група, пример македонка. А тоа ми дозволи само неформалното образование, сепсе nëpërmjet një projekti unë kisha mundësi që të takoj një shoqe apo të bëj një shoqe nga një etnikum tjetër, siç është Slavica apo shoqja ime më e mirë Caci, kurse këtë nuk na lejon arsimi formal. Prandaj unë dhe Caci sot do të ndajmë diçka personale nga jeta jon, diçka shumë të bukur nga ajo se çka na mundson mësimi apo arsimi jo formal në Struk apo në Republikën e Maqedonisë. Оно што го добивме ние како искуство започна преку неформалното образование и приликата ние две да се запознаеме. Иако јас, например, лично сум учела во училиште што е етнички мешано, со македонци, албанци и турци, можноста да се запознаеме подобро, барем во тие генерации не беше толку голема. Меѓутоа, спојувањето се случи во неформалното образование, како дел од различни проекти и активности. Ете, за жал немаат повеќето можност затоа што сега учат во различни смени, па младите немаат можност да се запознаат меѓу себе, освен ако одат на заеднички активности. Сепсе të rit fatkeqësisht nuk mund të kenë një opsion ku mund të takohen edhe mund të kenë bashkëpunim apo shoqëri, sepse janë në ndrime të ndryshme, qofshin maqedon, shqiptar apo turq, edhe nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme atyre u jepet mundësi që të njohin të tjerët thënë ndryshe. Kështu që mendojmë që arsimi jo formal apo aktivitetet, projektet e ndryshme ju ndihmojnë të rive që të njohin të tjerët, të kalojnë paragjykimet edhe stereotipet që I kanë për atë të panjohurën. Се сложувам со тебе, Беса, дека неформалното образование е одлична можност за да се надминат стереотипите и предрасудите, посебно кон другите. Оно што јас би го нагласила посебно е правењето разлика помеѓу неформалното и формалното образование, односно како неформалното образование ги спојува младите од различните етнички заедници. Оно што за нас е досегашно искуство дека кога младите се спојуваат во одредена група, не се спојуваат затоа што припаѓаат на одредена етничка заедница, меѓутоа затоа што имаат одредени афинитети кон некоја вештина или активност, како што се, не знам, она што сме го работеле, фотографија, видео, дебата, учиме право клубовите и слично. Заеднички интереси. Заеднички интереси. Sepse ato shkojnë për projekte, jo sepse duhet, se e kanë me liq të shkojnë në shkollë, po sepse kanë interesa të përbashkët edhe bëjnë diçka më interesante, edhe aty nuk duhet prindët zakonisht me zor t'i sjellin në shkollë, por me vetë dëshirë. Edhe kjo e bën akoma më interesant arsimin jo formal, edhe mendoj që atmosfera në ambiente të tilla është akoma më e mirë, edhe pastaj përveç që ato nxënës nuk kanë paragjykime dhe stereotipe, ato I ndihmojnë edhe tjerët, nxënësit përreth tyre, shokët edhe shoqet, që të kenë një ndikim tek rrethi edhe tek etnikumi tjetër apo e panjohura për to.
Да, искуството наше покажало дека досега сме запознале многу млади кои почнале да се дружат како дел од активностите и имале прилика да не го чувствуваат тој притисок на мора да сте тука и мора да го правите ова, него се тука затоа што сакаат и затоа што се чувствуваат пријатно и затоа што уживаат во вештината која ја учат. Да, и ние секако дека памтиш дека од нашето искуство памтиме дека децата што беа дел од нашите проекти, мешани проекти, никогаш не беа дел од конфликти во училиштата, нели? Да, мислам дека тие беа одличен пример во нивните училишта за нивната дружба и функционирање, посебно знаејќи дека голем дел од тие млади се уште се дружат и се уште разменуваат искуства и се уште има пријателства кои се пример како и нашето. Да, затоа што ние зборуваме секоја на свој јазик, пошто во фласне шип, да ticat има kupton gjithkohën. Kjo është një gjë jo pozitive vetëm për mua më bën të ndjehem shumë mirë, sepse unë jam e kuptuar edhe pse unë e flas maqedonisht, ја зборувам македонски, но кога мене не ми текнува некој збор, јас слободно можам да го кажам на албански и ти мене да ме разбираш. Тоа мене ме прави да се чувствувам многу добро. И затоа овој неформално образование им дава на децата да го слушаат другиот јазик и истовремено да учат, нели? Да, тој предизвик го имав и јас на почетокот, затоа што кога работевме во мешани групи, нели децата што зборува македонски сакаа повеќе да ми се обраќаат мене, а тие што зборуваа албански сакаа повеќе да ти се обраќаат тебе и тоа беше прилика, одлична прилика за да можам и јас да го научам да го разбирам јазикот. Но кога тебе те прашуваа нешто на македонски и ти разбираше и можеше некој збор да им кажуваш и на албански, тоа им даваше големо значење нив дека тие се чувствуваат разбрани и дека иако не го знаат јазикот, мислам 100% никој можеби не го знае, но посебно кај децата и кај младите имаат потешкоти при изразување на друг јазик. Така што тоа е олеснително многу. Она што кога го спомна јазикот, сакам сега да го поврзам со формалното образование, после рамковниот договор, мајчиниот јазик кај албанците и кај турците се учи во училиштата, што мислам дека во Струга е искуство уште од претходно и пред рамковниот договор во основното училиште во Струга се учеше на трите јазици. На мајчин јазик можеа да учат и на македонски, и на албански, и на турски. Меѓутоа, ако направам споредба каде сме сега и што значи тоа, мислам дека не сме многу напред, посебно тоа што учиме на мајчиниот јазик и сме одделени во различни смени, во различни групи и ништо не врзува, не беше фактор што ги зближи, него беше фактор што ги раздели. Затоа што, за жал, не треба да се работи на документации, стратегии и такви работи, иако се трудат да направат нешто подобро. Јас мислам дека треба да се работи на нешто поконкретно. Дичкамо конкрете, куфами да такен мунците di join partierët ose të punojnë ose të kenë aktivitete kështu me radhë. Bollë me administrate dhe me projekte strategjike, sepse askush nuk I lexon ato dokumente, duhet të dalin edhe të punojnë të shohin çfarë në fakt nevojtet në teren apo në të vërtet. Duhet t'i pyesin ato nxënës çfarë ju mungon. Ju mungojnë pjesa aktivitete ku ato mund të dalin dhe mund të shoqërohen, sepse përpara edhe pse ndoshta nuk ishte plane të tilla strategjike, nxënësit kishin mundësi të dalin jashtë dhe të luajnë, të komunikojnë me fqinjin edhe ta dëgjojnë gjuhën e tjetrit. Kurse tani, jo që nuk e dëgjojnë gjuhën e tjetrit, nuk dalin edhe nuk janë sociale as me shokët edhe shoqet të një etnikumi. Domethënë tani nuk ka asnjë shoqërie, edhe mungesa është e dyjanshme. И јас стојам на истиот став дека пријателството и комуникацијата не се учат од книга. Мислам дека стварно имаме многу стратешки документи за развој, можеби и тоа интегрирано образование на хартија изгледа прекрасно, меѓутоа во пракса спојувањето на учениците не се случува никаде. Да, например, да има активности, да има часови, зашто да не ликовно да е и на албанските и на македонските деца заедно да учат. Зошто да не? Тука барем не треба многу да се зборува. Тоа е уметност, а уметноста во сите јазици е исто. Значи, она што ние го имаме како предност, учениците се во едно училиште, меѓутоа она што треба на местата каде што треба да се спојат, се уште е предизвик. Не, јас мислам дека воопшто не се спојани, туку има еден зид меѓу нив и не им се дава никаква можност тие да имаат некоја размена било каква.
Овдека пак ќе се шифнам на неформалното образование затоа што им дава прилика на младите, меѓутоа дискусијата е колку ние како организација на локално ниво или организации кои работат во поголемите градови можат да опфатат дел од тие деца, посебно затоа што станува збор за интерес на децата, спојување врз основа на интерес, нешто што не е задолжително и колку опфатот од тие деца после има промени во училиштата. Мислам дека опфаќаме многу мала бројка за да може да правиме драстични промени во формалното образование. Она што би сакала исто да го потенцираме е дека наставниците ипак се стручни за нивните предмети, меѓутоа недоволно разбирање на другиот јазик или недоволна стручност во работа во мешани групи е она што ги задржува да не можат да му одговорат на предизвикот за интегрирани часови. Ја не мислам дека само тоа е. Надвор од тоа дека наставниците не се професионални, тие се многу професионални, но освен тоа треба да се работи на барем неколку обуки, додека тие се на почетокот на нивната работа, како тие да се, не знам, не по социјални, како тие да се пример за децата, дека не е само тоа што се учи од книга и толку тука да завршува целата приказна. А туре до епетни мунци че te jenë më social, të fillojnë të bashkëpunojnë me shokët edhe shoqet, me miqtë e tyre përreth. Edhe në aktivitetet ekstra që duhet i kenë normalisht ato që janë shtesë, duhet patjetër të ketë mësim të përzier. Në struk për shembull kishte një rast shumë të mirë, unë e djalin tim e kisha në grup të përzier, që quhej mozaik, edhe ai sapo filloi të flas shqip, filloi të më thotë edhe fjalë në gjuhën maqedonese, që mua filloi të më pëlqejnë shumë sepse kur është fëmijë mëson shumë më shpejt. Edhe pse jo, secila gjuhë që e din është akoma më pasuri për çdo njeri, mirë, por në të njëjtën kohë ai nuk ka më paragjykime për tjerët në struk. Që në struk jetojnë veç shqiptarë dhe aq përfundon këtu. Jo, ai pri në 2 vjet e dinte që në struk ka edhe maqedone dhe që ua kupton gjuhën edhe kështu me radhë. Do me thënë, duhet të fillohet prej në hapat e parë të vetë arsimimit të fëmijëve. Мислам дека почетокот и работата со младите во градинка и учењето на различните јазици е многу добра основа. Многу добра основа, меѓутоа имајќи во предвид дека состојбата со образовниот систем наш немаме многу простор. И јас не би рекла дека наставниците можеби не сакаат, меѓутоа кај мене стои прашањето колку во формалното образование имаат прилика дополнително да се ангажираат или да имаат прилика да држат час заедно и колку за тоа треба да бидат подготвени како институција. Знам дека нема ни услови, памтам дека кога се бараше во главното основно училиште во Струга нема слободна училница за да го направат тоа. Знам дека и тие имаат своји предизвици, но ете, ние сега зборуваме и зошто да не некојаш нашите идеи ако се слушаат. Секако дека има и претходно вакви идеи, некојаш ќе бидат реализирани. Оно што би го направила накратко е една ретроспектива на целиот процес. Тие меѓуетнички односи се работи на нив веќе долго време и ние како луѓе од Струга може комотно да кажам дека стереотипите и предрасудите се дел од нашето секојдневие. Да, ние што живееме во мешани средини, многу подобро ги разбираме работите, може многу подобро да се ангажираме и да размислуваме и да промовираме меѓуетнички живот, меѓутоа имајќи во предвид дека Струга има 49 села кои се скоро сите етнички чисти, проблемот се појавува кога тие деца доаѓаат во задолжително средно образование во училишта каде што се мешани, ама технички не работат заедно. Она што ние треба да работиме во формалното образование е повеќе вклучување на неформалните техники и алатки кои би помогнале на наставниците да држат повеќе интегрирани часови. Дали некојаш имаш размислено во темата дека ние општо кога прашуваме човек како си, кој е одговорот? Како си ти? Добра сум. Добро е чувство.
Добра, не е чувство. И тоа е едно од најважните работи каде што ние не разговараме за работите. Како се чувствуваме и какво е чувството на тие млади кои дошле од чиста етничка средина во место каде што се веќе во понова средина, во поинаков начин на живот. Шпеш неве нугдим ти требам тона. Неку напютан де куш си еми, не те ми е окей. Ти пак рече добро. На поџисито ми е окей. Шо е окей? Чараш окей, еш ден, ја нук еш ден. Ја трагојум син ден, ја нук трагој јас пак. Сепсе не на поџиси нук на кан масуар ти шпрехин денјан. Еде мата нук дим си син ден тиетри, че таа е Славица, цаци пр муа, нук е дим неве син ден тиетри, че каар прење амбиенти кога пас вечниот ни куме, да кор вие на школа не месме и дога вау, сикур кшуш додан ту се еми да парзиер, до пляс люфта, до пляс конфликти. Jo, nevе gjithashtu mendoj që të ri duhet të mësohen të ecin me këpucët e tjerëve. Ajo është një gjë shumë interesante edhe shumë e rëndësishme, sepse së fundmi mungon shumë empatia, mendoj. Меѓутоа, за да го постигнеме тој делот, да научат другите етнички заедници да одат со чевлите на другите, треба да најдеме простор на спојување. И тоа е тоа на што ни фали, простор на спојување во моментот кога децата од чистите етнички средини доаѓаат во училиштата, во средните училишта во Струга, да ги прашаме како се чувствуваат во овај нов амбиент и дека тука е можноста каде што можат да учат за другиот и да се спојат. Генерално зборуваме македонец Албанец, пример Ром, како тој се чувствува во целата приказна. Да, мислам дека пак ќе се навратам на Охридскиот рамковен договор каде што помалите етнички заедници не се опфатени, а ние доаѓаме од средина каде што живеат и роми, и египјани, и турци, и власи, и како да подзабораваме дека кога ќе споиме сите нив не е само јазикот пречката, него е и комуникацијата и земањето во предвид тие уште помали етнички заедници, посебно во образовниот систем. Точно. Имајќи во предвид дека формалното образование е систем каде што не може многу да влијаеме, барем од оваа гледна точка, и е систем кој бара многу работа и долго време за движењето. Мислам дека пак ќе се навратам на неформалното образование кое ги дава сите можности и прилики за спојување на сите етнички заедници. Она што неформалното образование може да го понуди, посебно невладините организации кои работат на локално ниво и ги спојуваат младите врз основа на нивните афинитети, а не врз основа на нивната етничка припадност, може да има многу поголемо влијание него формалното образование. Тоа што зборувавме до сега. Да, како што она што го зборувавме и од нашето искуство, меѓутоа мене постојано ми остануваат дилемите како да ги опфатиме поголем дел од младите, како тие млади да направат повеќе дисеминација во нивните средини, како емоциите, чувствата, стереотипите, предрасудите од младите кои дошле од чиста етничка средина да се надминет многу поедноставно и полесно, а не со многу процеси кои би ги натерале да се откажат на половина пат. Да, ама ти цаци единче не препараме калимине витеве, кишин баштирти ја ангажем të rit në projekte të tilla, sepse ishim pak skeptik. Së pari kishin qef më shumë të rinë nëpër kafene se sa të vinë nëpër projekte dhe të bëjnë aktivitete të tjera në fillim, në orët e para. Pastaj ato me mzit priçin që të vijë ora në vazhdim edhe të vazhdojnë aktivitetin. Mirë po vitet e fundit kemi sfida të tjera, të cilat nuk i lën Instagrami, edhe rrjetet sociale, edhe si mendon ti, cila është mënyra e duhur që ne t'i aktivizojmë këto të ri edhe t'ju japim mundësi që të bëjnë diçka, të kemi impaktet tonë në qoftë në vend lokal apo nacional. Мислам дека неактивноста на младите во моментот навистина е предизвик. Јас сум ентузијаст дека барем еден млад на кого би му влијаеле на надминување на неговите стереотипи и предрасуди е успех. Дома трагош од парала, че ма ке трагоњер во Јулин? Да, знам дека ја сакаш таа приказна, ама ево добро ќе
ќе раскажем уште еднаш. Некој човек се шетал покрај морето, постојано ги враќал морските звезди назад. Човек што бил многу богат и што живеел на врвот на планината, го гледал секој сабајле, му било чудно, па решил еден ден да слези долу и да го прашаат: добро, види колку е обалата, види колку морски звезди имат, не можеш ти да ги вратиш сите, тој зел една морска звезда, ја вратил назад, викат: ево, ова ја спасив. Мислам дека тоа е одлична приказна каде што ние може да се водиме и да бидеме ентузијасти. Не е потребно сите морски звезди да ги вратиме во морето, доволно е таа една, што може би понатаму, како и досега што се покажало искуството, ќе придонесува многу и за заедницата и за личниот развој. Qoftë me punën tonë apo me diçka tjetër që bëjmë në jetë, mirë është të ndihmojmë apo t'i japim udhëzime dikujt për të vazhduar më tutje, qoftë ajo personale apo profesionale, sepse nëpërmjet të asaj ndihme, ndonjëri mund ta vazhdojë jetën edhe mund të ndryshojë komplet kahja e udhëtimit të tij. Kështu që si puna e atij që i ka shpëtuar yjet e detit, edhe ne nëpërmjet të projekteve që i kemi pas, edhe shpresoj edhe në vazhdim, edhe të gjithë atë qëllim kanë, që nëpërmjet të një pune shumë të vogël që e bëjmë, të kemi një ndryshim në jetën e dikujt, apo në rrjedhojen e jetës së tij. Се сложувам, на истиот став сме дека таа една звезда е побитна него милион други каде што не сме успеале, биле тука, ама не сме успеале да влијаеме. И мислам дека напорната работа во неформалното образование, во невладиниот сектор, надвор од тоа дали се зборуваат сите јазици, дали сите етнички заедници се таа една личност што ние ќе научиме да ги остави стереотипите и предрасудите надвор од начинот на живот за другите етнички заедници, ќе постигне многу повеќе влијание отколку да се трудиме да го смениме целиот образовен систем за да влијаеме на прашањето. Pikërisht ajo. Sepse shumë shpesh në arsimin jo formal mësojmë gjëra që janë shumë më të rëndësishme sepse jeta është e tillë. И јас тука би ставила крај и би заклучила дека неформалното образование е еден од побитните фактори во работата со младите, посебно во мешаните етнички групи, каде што може да се влијае се до моментот додека не постигнеме зрелост за да може да работиме на образовниот систем и да го вклучиме во формалното образование тоа дружење и комуникација и интегрирани часови. Pajtohem plotësisht me këtë që the, sepse vërtet mendoj që arsimi jo formal është një shtyllë shumë e rëndësishme për zhvillimin e të rive, derisa ato të krijohen si individ, edhe pastaj mund të punohet normalisht me tema më të rëndësishme se ato, më të rënda për ato si personalitete. Slavke, faleminderit që ishe një këtë bisedë me mua, faleminderit që na dëgjuat edhe takohemi në një takim të ardhshëm. Ти благодарам и тебе, Беса, што беше дел од овој наш разговор и благодарам до сите за поканата и за оваа прилика. Се гледаме во некоја наредна.